уставен судија. Вас не ви е гајле дека корупцијата е тоа што ја подкопува демократијата и човековите права, продирајќи во сите сфери, особено онаму каде што ќе најде поволно тло. Не ви е гајле за она што го кажуваат јавноста, стручните лица, професорите по факултетите, оние кои што ги пишувале книгите за кои велите дека не чинат за уставни суди, не ги исполнуваат критериумите, ако целиот живот свој го поминале во правосудството, целиот свој живот го посветиле на пишување научни трудови, представувајќи и државава на, не знам, разни научни симпозиуми во земјата и во странство, но за вас не чинат. За вас чини Фатмир, Татјана и Љубе Јовевски. За вас тие чинат, бидејќи ја поддржуваат корупцијата, односно коруптивното работење. Но, уште еднаш ќе кажам, замижувате пред тоа што го знаете и сите го кажуваат дека корупцијата е најголемо општествено зло, која, како што реков, ги подкопува демократијата, човековите права, продирајќи во сите сфери, особено онаму каде што ќе најде поволно тло, односно ќе најде на личности со изразено чувство за личен интерес, со желба за мојк и влијание, без интегритет и етичност. Ова се вашите кандидати. Уште еднаш ќе ви ги прочитам критериумите по кои сте ги избрале, односно квалитетите кои ги поседуваат за да станат ваши кандидати за уставни судии. Личности со изразено чувство за личен интерес, желба за мојк и влијание, без интегритет и етичност. Точка. Извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, еволуциите на ГРЕКО, како и извештаите на други релевантни организации, алармираат на тренд на долгогодишно влошување на состојбата во оваа сфера. Таа корупцијата, вели, толку е од домаќината, што граѓаните ја доживуваат како начин на живот. Толку е длабоко и широко распространета во сите пори на општеството, што упатува на неопходноста од нејзино намалување. Со стремеж кон нејзино искоренување, ова го велат антикорупционерите. Затоа е довербата толку ниска. Затоа што ова го дозволувате. Вие, борците за правда, за мир, за демократија. Вие го дозволувате, вие дозволувате корупцијата толку да се одомајкини во државата, во државните институции и граѓаните веќе да ја доживуваат како начин на живот. Кога граѓаните веќе чувствуваат дека не можат да успеат во нивниот систем, внимавајте зошто. Заради корумпирани административци или коруптивни практики, тоа ја нагризува суштината на општеството. Затоа луѓето поќе не можат да не трпат сите политичари. Затоа луѓето поќе не можат да трпат, да понесуваат се што се случува предност во нивната држава. Затоа не сакаат повеќе да ги правиме будали, дека не гледаат, не слушаат што се прави, како се кради нивната држава, како се распродаваат државните интереси, како нивната држава се распродава. И си одат. Протестираја, имаја очекувања, шарена револуција, ваква револуција, таква револуција и на крајот арами на власт. Луѓе за кои се колнеја дека ќе ја донесат правдата во државата, ги изневерија. И не се мали примерите кога истакнати борци на таа шарена револуција, и вие знаете
јавно сега што и како кажуваат и како се дистанцираат од власта за која толку се бореат за да ја донесат на власт на пиедестал. Исто и според амбасадорката што ја спомнав, Брнс. Корупцијата ја нагризува довербата во институциите, сите основи на демократијата, а антидемократските сили ја користат корупцијата за да ја подкопаат демократијата во слободните нации. Корупцијата има различни форми. Не се само парите во коверт и не се случува само на највисоко ниво во владата. Се случува секаде. Вели амбасадор од најмојкната држава, најмојкната амбасада во Република Македонија. Овдека ќе го спомнам во истиот контекст изнесувањето на уште еден ценет амбасадор на уште една ценета силна западноевропска држава Холандија, неговата екселенција амбасадорот на Холандија Дирк Јан Коп вели недостига применливост и нема политичка волја. Мора сите политички чинители да преземат одговорност и да ја препознаат и спречуваат корупцијата. Во земја со 2 милиони жители, за сите овие изминати години можеа да бидат завршени реформите. Личните интереси се секаде длабоко вкоренети. И се додека, вели амбасадорот Коп, личните интереси се пред интересите на општеството, ќе имате корупција. И упатувајќи ова амбасадорска, да ја наречем шлаканица среде Скопје, амбасадорот Коп јасно и недвосмислено и гласно ни кажа, како држава, немате политичка волја за борба со корупцијата. Што повеќе и кој повеќе меродавен треба да ви кажи, почитувани колеги, дека ова што го правите е урнисување на системот, на државните институции, урнисување, понижување на државата. Ваквите кадровски решенија, како овие 3 предлози, се токму тоа. Немање на политичка волја за средување на состојбите во правосудството, немање на политичка волја за борба со корупцијата и затоа вели почитуваниот амбасадор, Македонија со вакви кадри, со ваква власт и со ваква работа, уште долго ќе биде земја со висока стапка на корупција, далеку од просекот на Европска Унија, онаму каде што се стремиме сите декларативно и полни ни се устите дека сакаме час поскоро да влезиме во Европската Унија, а реалност не на рангот со Колумбија и Етиопија. Тоа ни го кажува амбасадор на една многу мојна земја. Знаете што точно јас ќе го интерпретирам малце не дипломатски, народски. Што ви кажа, почитуваниот амбасадор? Рами во Европска Унија не му треба. Тоа го кажа. Ево уште еднаш ќе ви го прочитам, бидејќи добри слушатели сте, само 2 од мнозинството, си молчите. Вика, Македонија во борбата и препознавањето на корупцијата работи многу малку. И затоа сте се уште земја со висока стапка на корупција, далеку од просекот на Европската Унија. Не неќат. Заради по-големи,
глобални интереси, политики, ве натераја да смените и име, и презиме, и сече смените за да останете на власт. И бугари, и марсовци ќе се пишите за да останете на власт, ама не слушате никако, затоа ги слушате, ги послушувате, изгласувате се во парламентов, ама не слушате дека ви велат дека не му требаат арами во Европска унија, неспособни, неработници, не му треба. Дека сме далеку од просекот на Европска унија со висока стапка на корупција. Па зошто бе луѓе то не го слушните и дај поработете околу то. Дај поработете на ова прашање. Ајде да избериме честни уставни суди, луѓе со авторитет, интегритет, а не послушници, кои ќе судат како што треба, во интерес на граѓаните, на државата, на народот. Дајте да одбериме такви кадри. Дајте да почне да се движат работите во вистинска насока. Дајте да бидиме во друштво на оние за кои толку се трудиме да не примат во Европска унија, а не со Колумбија и Етиопија. Знаете што значи, зашто е синоним со Колумбија? Не случајно почитуваниот амбасадор Дирк Јан Коп не споредува со Колумбија. Знаете зашто? Бидејќи раководството на социјалдемократскиот веќе е синоним за наркокартел. Со толку многу фабрики и полиња на марихуана. Овдека ни ги пречекуваше бившиот премиер, најголемиот криминалец, не знам, трговец со марихуана во светов, го пречекуваше во влада. И се гордееше со тоа. Биг Майк. Ево такво друштво намерно не ставиле со Колумбија. Има и многу други што немаат леп да јадат во светот, полоши земји на економски план, но не ставиле во друштво со нив, не ставиле точно со Колумбија. Знаат луѓето многу повеќе отколку што си мислите. Се знаат. И на крајот пораката беше околу сето она што го правите со предавствата, не знам, ВМРО, ДПМН го кочел европскиот интегритет на напредок на Македонија за влез во Европска унија со тоа што не давал поддршка на договорот со соседна Бугарија. Знаете овој амбасадор што ви порача? Баталете тоа договори со Бугарија, земете, решете ја корупцијата. Буквално така рече. Еве овде ви пишува доказ и ќе ви го доставам. Ама вас полесно, вие, како што кажав, марсовци ќе се пишите, трикоси црти ќе се пишите, ама да се продолжи рамилако и крадењето, парите да продолжат да се слеваат во приватни джебови. Еве, ќе продолжам со примери. Сакам, за разлика од вас што нетранспарентно го водите цел овој процес со молчење, јас ќе продолжам со конкретни примери од јавни личности, стручни лица во државата, кои се произнеле околу ова прашање за кое ние со денови и со месеци тука дискутираме, а тоа е за избор на уставни судии. Еден од оние што го заслужил моето внимание и кој заслужил да го споменам и да го цитирам, еден почитуван колега кој во моментов е дел од владеачкото мнозинство, но кој во многу нешта не се согласува и јавно дискутира и истакнува многу често и на пленарни седници, ги изнесува своите мислења и ставови наспроти ставовите и мислењата од владата
односно од неговите колеги од мнозинството, од власта. Вели треба да се создадат услови за работа на Уставниот суд преку избор на судии, но тоа треба да се одвива во транспарентна постапка и со утврдени критериуми. Заклучува без притисоци од партиите. Капа долу. Ова е тоа што треба ние заеднички овдека и левата и десната страна да го направиме. Ова е тоа што граѓаните кои не избрале и кои не плаќаат го очекуваат од нас како народни избраници, како народни пратеници, кои сме тука изгласани, донесени, чучнати во овие фотели за да го пренесуваме нивното мислење, нивните очекувања и ставови, нивните потреби, нивните интереси да ги штитиме. А не, како во моментов, да го штитиме интересот на една мала елитистичка група, која од толку лакомштилак не знае ни колку му е доста, не знаат ни кога се прејадени од пари. Народот многу често коментира за такви луѓе, добро, кога ќе му стаса на овие луѓе, кога ќе му биде доста. Изгледа никогаш. Слушаме секојдневно повести, обвинувања за едни и други со милиони евра, како да се, не знам, пар средства за едно геврече да се купи, а народот веќе е на питачки стап донесен, не можат да си купат млеко за децата, лебот е преку 50 денари, млекото е 90 денари, 100 денари, маслото, шејкерот, цените појдени в таван, енергенсите, струја, нафтени деривати. А секој ден слушаат за афери со милионски суми, кои завршиле Кајанко, Петко, Трајко, премиер, заменик премиер, бивш премиер и никому ништо. Никому ништо со Љубомир Јовеневски на чело. Затоа одјавен обвинител, господинов на 68 години, трансфер директно, ни повеќе ни помалце, во Уставен суд, за да си круни се тој една кариера, онака триумфално, а од друга страна, овие па кој цело време ги штити со своето молчење и кој наредбите за како да постапува, гледаме преку кого му ги даваат многу ниско, на какви места по бензински станици се среќавале со адвокатите на бившиот премиер, наредбите ги добивале по улици, затоа наградата е да му се отчестат него и на таквите како него вакви предлози, кои утре ќе бидат колеги и треба да го штитат државниот устав. Луѓе кои се продале, кои го продале својот интегритет за пари, за моќ, за власт, за влијание. И наспроти, одлични кадри, млади кадри, кои гледаме успеале во светот, кои заминале не можеки да трпат, да понесуваат, да гледаат што ни се случува овдека, како неспособните му ја кројат судбината, коруптивните, криминалните умови, кај нас успева неработењето, некадарноста, непрофесионалноста, корупцијата, криминалот и непотизмот. И затоа многу навистина се воодушевив кога го прочитав ова и слушнав што бара почитуваниот колега Павле Трајанов. Вели да се одвива во транспарентна постапка и со утврдени критериуми без притисоци од партиите, од ниедна. Треба ние да направиме закон
после ќе зборувам и за тоа, закон за избор на уставни судии, каде што нема никој повеќе во оваа држава да може да се игра мајтап со системот, да избира уставни судии со под еден критериум истакнат правник. Приказки за мали деца, циркус. Циркус направивме од државава. Павле Трајанов вели и вака: судија на Уставниот суд може да биде истакнат правник без да се објасни врз основа на кои критериуми се дефинира истакнат правник. Токму задира во суштинскиот, главниот проблем, кој е изворот на сето зло понатаму што ќе продолжи да се случува, односно изборот на послушници, непрофесионални, некадарни кадри на вака високи функции. Без да се објасни, вели, врз основа на кои критериуми се дефинира истакнат правник. Нема, вика, тука други критериуми, например, ги набројува како професионално искуство, што е нормално, есенцијално за такво нешто. Степен на образование или специализација, објавени научни трудови и други мерливи критериуми. Устава Павлака ми фати, цело време го зборувам истово и наведувам примери како луѓе и од власта и од опозицијата кои сакаат да направат нешто во зајавен интерес, за доброто на државата, на граѓаните, имаат исто мислење. Кога мотивот не е коруптивен, кога мотивот не е лукративен, сите исто размислуваме. И сите ќе се најдеме на ова што го кажува почитуваниот колега Павле Трајанов. Уште повеќе ќе го почитувам ако при изборот, кога ќе треба да се гласа за овие три предлози, ако стане и ви го каже тоа на пленарна седница, дека овие луѓе не ги исполнуваат критериумите за кои самиот треба и кажува дека треба да ги исполнуваат и дека треба да се залагаме сите, секој што ќе би дојде предлог пред ова собрание да исполнува одредени критериуми. Ако тоа почитуваниот колега и многу како него не го направи и не гласа против, тогаш џабе го зборувал ова за пред медиуми и за пред луѓе за да го гласали. Тогаш и ова сето би му се препушало во популистички настап, популизам, освојување на симпатии кај одредено гласачко тело, освојување на одредени политички поени, односно злоупотреба на ставови за освојување политички поени при прашање од секојдневната политика, дневна политика, но суштински прашања. А уште еднаш ќе потврдам. Секоја чест, во потполност, во целост се сложувам со ова што го кажал, што го дал како изјава за како треба да се избере уставен судија и по кои критериуми. И дека треба да има критериуми. Уште вели дека нема конкурс или барем јавна објава за избор на судии, за да можат заинтересираните професионални кадри да се пријават, ниту има постапка некоја кои кандидати како ги утврдува и предлага Судски совет, Комисија за избор и именување при Собранието на Република Македонија и председателот на Македонија. Зошто толку нетранспарентно се врши избор на нешто што треба да представува врв во кариерата на еден истакнат правник? Ова го кажувам, го потенцирам, истакнат правник, бидејќи во моментов е единствениот услов за избор на уставен судија во Уставниот суд. Еве и така нека биде. Зошто толку нетранспарентен избор се врши и нетранспарентна постапка, нетранспарентен процес се спроведува овде во каде што треба да види лутката на демократијата во законодавниот дом? Зошто да направиме сега сите заеднички да се страмиме од одлуките кои ќе го донеси
мнозинството, а посакало да ги донеси една млада група елитисти, кои само тие имаат добивка од она што вие ќе го гласате. Заштитување на нивната моќ, заштитување на нивното коруптивно работење и заштитување на нивните лични богатства кои ги стекнале, а гледаме дека ги стекнале секојдневно во текот на периодот додека се власт или додека биле на власт. Гледате како сегашниот премиер по 5 месеци од кога победила неговата партија, за која велеше дека не бил ни член, па после стаса до председател на партија, човек што не бил член на таа партија. По 5 месеци од како таа партија Социјалдемократски сојуз победи на избори во 2017 година, односно не победи, дојде на власт. Знаеме како и знаеме и зошто. Си регистрира фирма заедно со својот кум и по 2 дена од како е поставен за заменик министер во Министерството за финансии, почнуваат да течат славината пуштена, отворена, течат пари од државна сметка во приватната фирма негова и од неговиот кум. И после стануваат успешна, приказна во економијата, како нивната фирма стасува до приходи од 26 милиони евра, па во соработка со друга фирма од Бугарија, конзорциум, па отвараат нова фабрика, па стануваат гиганти и тоа го гледаат децата, студентите и создаваме идоли во луѓе кои ја злоупотребиле мојта, власта во Република Македонија и станале милионери, милиардери, богаташи, злоупотребувајќи го државниот буџет, државните пари, парите на граѓаните. И такви луѓе понатаму треба да му бидат примери на новите генерации, на луѓето кои сакаат честно да си го заработат своето парче леп, својот годишен одмор, своето место на живење, куќа или стан или автомобил. Многу бараат. Затоа на таквите способни му се нудат плати во пример државните институции. Смешно ми е кога ќе слушнам се бара инженер во IT секторот со 28.000 денари плата. А ваму чита премиерот кој му е работодавец за една година само со една фирма спечелил 26 милиони евра. И тој човек треба да се прави слеп како вие и да вели да, Љубомир Јовевски супер е, да, Татјана Васич Бозаџиева е одличен предлог за уставен судија, да молчи. И не молчи. Пасошот и странство. Е тука е штетата и во изминатите сите години, додека и во наше време, како ВМРО ДПМН, исти вакви слични работи се случувале и луѓето во неможност да успеат во државава, па земале пасоши од странски држави за парче леп. И сега сето тоа да ни се удри од глава и соседната држава да ни вели не постои Македонија, не постои македонски јазик, не постојат македонци, тие се творевина на Тито, на Коминтерната, постоите од 1945 па наваму. И вие и тоа го молчите. Како и денеска што молчите, молчевте кога во на седница се гласаше за договорот, спроведување на договорот со Република Бугарија. Ви кажуваат, ви велат дека не зборувате македонски јазик, дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, дека немате историја, ние крадат историјата, преговарате, се договарате за најсветлите моменти од македонската историја, за
големите светли ликови од македонската историја, како Гоце Делчев, Даме Груев. И молчите за се. Ама народот го гледа сето тоа и не го одобрува. Затоа си одат. Затоа градовите ни се со по 10-20 илјади жители помалце на овај вашиов никаков спроведен попис. Некомплетен. Како и се што е некомплетно и неворед, незаконски во изминатиот период додека ја практикувате